Што е оно што можете да го видите на просветните работници и дали со новиот ребаланс кој заменик министерката за финансии го најави кон крајот на септември или почетокот на октомври, вие ќе барате ново покачување за просветните работници? Сме дојдени тука како представник на владата, како министер за образование и наука да дискутираме за состојбите во образованието, вклучително и за покачувањето на платите. Врвен приоритет на владата и на Министерството за образование и наука е подобрување на статусот на сите вработени во дејноста образование. Тоа сме го покажале и докажале до сега со 5% покачување на платата во 2018 година, со 5% покачување на платата во 2019 година, во споредба со платата на август 2018 платата е покачена над 10%, 10,78%. По подолг временски период од септември ќе се покачи платата и во високото образование, и во науката, во јавните научни установи, така што со овие наши чекори како влада, како министерство, покажуваме и докажуваме дека сериозно сме посветени за подобрување на состојбите во секторот образование. Дали заслужуваат повеќе сите вработени во дејноста образование? Секако дека да. И ова не само сега, секогаш сме го кажале пред јавноста, во собрание, пред пратениците и така натаму. Новите законски решенија, новиот закон за основно образование, новиот закон за наставници и стручни соработници, и те како го подобрува статусот на вработените во образование. Уште едно прашање за господинот Неделков. Какви се вашите идни планови? Дали ќе го радикализирате вашето синдикално движење како што најавувавте, дали воопшто ќе започне новата учебна година? Ние цениме заложбата на Министерството за образование и наука и владата за зголемување на платите во образованието. Меѓутоа, општа констатација на сите председатели на регионални одбори кои што ги носат извештаите од записниците од синдикалните организации во нивните региони, дека членството на СОНГ, кој што е од дејност образование, апсолутно не е задоволно од висината на зголемување на платите во дејност образование за 5%. За таа цел ние денеска разговаравме со министерот. Се надевам дека ќе ги прифати впечатоците кои што беа многу искрени од сите дискутанти на денешната седница. Меѓутоа, останува и вториот дел од седницата, каде што ние ќе продолжиме да работиме како совет, каде што ќе донесеме конечно одлука кои чекори понатака ќе превземе. Дали тоа ќе биде генерален штрајк, дали некоја друга форма на притисок врз надлежните, тоа во текот на денешната седница ќе одлучиме, така да јавноста ќе биде благовремено информирана.